Ви благодарам. Колега Трпевски, кажавте дека ребалансот на буџетот е резултат на вашето домачинско работење. Според мене, овој ребаланс ќе биде запомнет по кратењата во сите области на општественото и економското живење. И најпрво велите кратите на непродуктивните трошоци, а како најбомбастичен пример го давате кратењето на буџетот на премиерот. Јас ви кажав и на Комисијата за финансирање и буџет, дека овој буџет треба да е скратен, бидејќи премиерот Зоран Заев си го наполни својот личен буџет со неговиот личен проект 1 евро за вицето, 1 евро за црквата. Со ребалансот на буџетот за 2017 година зголемувате средства исклучиво само за плати, договорни услуги и привремени вработувања. Јас како гостиварчанец и како мавровчанец би ве запрашала, дали сметате дека ќе беше недомачински ако се издвоја средства со овој ребаланс за забрзување на динамиката на изградбата на гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар, за изградбата на автопатот Гостивар-Кичево, за санација на кровот во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, за пречистителната станица и депонијата Русино во Гостивар, за изградба на тирзови во Гостивар и во Маврово и Ростуше, за реконструкција на електричната мрежа за улично осветлување во Маврово-Јанови, за реконструкција на патот Маврово-Јанови село Врбен, за реконструкција на регионалниот пат од Брана до Жировничко Анче и така натаму и така натаму. Вчера колешката Пемова, чинам дека ја спомна одлуката на Министерството за животна средина, да се прекине 15 годишната климатска рехабилитација на децата со респираторни проблеми од Велес, Илинден, Осломе и Возарци, а настанати заради многу децениското загадување на животната средина во овие места. Дали и за оваа рехабилитација, колега, сметате дека е луксус? Луксус е следново. 5 подпредседатели на Собранието на Република Македонија кои ги предлагате, а кои државата годишно ќе ја чинат 240.000 евра. Министрите без ресор, кои државата годишно ја чинат 85.000 евра. Досега 40 вработени владини советници, кои што државата годишно ја чинат 384.000 евра. Зголемувањето со ребалансот на ставката угостителство за 2 милиони евра. Ако за вас се луксус и штетите настанати со земјотресите во Охрид, депонијата во Струга, поплавите во Порој, пожарите кои моментално демнеат низ многу краишта во државава, тога што ќе остане од вашите ветувања за депониите, автопатиштата, училиштата, универзитетите, земјоделците, пензионерите и социјалните случаи? Благодарам. Ви благодарам.